Здраво, дечки, спремни сте да продолжиме со читање на Малиот принц? Јас ќе читам, не вие само уживајте и слушајте си. Убеден сум дека за своето слетување овде, Малиот принц ја искористил преселбата на дивите гуски. Утрото, пред да тргне, убаво ја средил својата планета. Тој грижливо ги исчистил активните вулкани. Имал 2 активни вулкани. Тие биле многу погодни за готвење на појадок наутро. Исто така, имал и еден изгаснат вулкан. Но, како што велеше, никогаш не се знае. И затоа го исчистил и изгаснатиот вулкан. Ако се добро исчистени, вулканите горат полека и умерено, без ерупции. Вулканските ерупции се како пламења во оџакот. Очигледно е дека на нашава земја ние сме премногу малечки за да можеме да ги чистиме нашите вулкани. Токму затоа тие ни причинуваат еден куп непријатности. Исто така, Малиот принц со известна тага ги искорнал и последните ластари на баобаите. Мислел дека никогаш веќе нема да мора да се врати назад. Но сите тие домашни работи тоа утро му се чинеле исклучително пријатни. И кога го полеал цвеќето последен пат и се подготвувал да го покрие со стакленото звоно, почувствувал желба да заплаче. "Збогум", му рекол на цвеќето. Но тоа не му одговорило. "Збогум", повторил тој. Цвеќето се поднакашлало. Но тоа не било поради настинка. "Бев глупаво", му рекло тоа најпосле. "Те молам да ми простиш. Обиди се да бидеш среќен." Тој бил изненаден поради тоа што не добил критики. Останал сосема зашеметен со подкренатото стаклено звоно. Не можел да ја свати таа спокојна љубезност. "Па да, јас те сакам", му рекло цвеќето. "Ти не дозна за тоа по моја вина. Тоа нема никакво значење. Но и ти беше будалетинка како мене. Потруди се да бидеш среќен. Остави го на мирот звоното. Веќе и не ми е по волја. Но ветерот? Не сум толку многу настинато. Свежиот ноќен воздух ќе ми годи. Јас сум цвеќе. А животните? Треба и јас да истрпам 2-3 гасеници ако сакам да ги запознаам пеперугите. Се чини дека тоа е толку убаво. Инаку кој друг би ме посетил? Ти ќе бидеш далеку. А што се однесува до големите животни, веќе не се плашам. Си имам канџи." И тоа го покажало наивно своите 4 трнчиња. Потоа додало: "Не одложувај толку, тоа е непријатно. Си решил да заминеш, оди си." Тоа не сакало тој да го види како плаче. Било многу гордо цвеќе. Малиот принц се наоѓал во областа на астероидите 325, 326, 327, 328, 329 и 330. Значи, почнал да ги посетува за разонода и за да научи нешто. Првиот бил населен од еден крал. Тој бил облечен во пурпур и хермелин и седал на едноставен, но величествен трон. "Ах, еве еден мој поданик", извикал кралот кога го забележал Малиот принц. А Малиот принц се прашал: "Како може да ме познава кога никогаш не ме видел?" Но тој не знаел дека за кралевите светот е многу упростен. Сите луѓе им се поданици. "Приближи се да те видам подобро", му рекол кралот, сосема исполнет со гордост дека некому му е крал. Малиот принц со поглед побарал каде да седне
но планетата била целата покриена со величинствената наметка од Хермелин. Затоа останал да стои простум и, бидејќи бил изморен, се прозевнал. Продзевањето во присуство на крал е во спротивно со нормите на однесувањето, му рекол монархот. Ти го забранувам тоа. Не можам да се воздржам, му одговорил малиот принц сосема збунет. Долго патував и не сум спиел. Тогаш, му рекол кралот, ти наредувам да се продзеваш. Со години не сум видел да се продзева некој. Продзевањата за мене се реткост. Хајде, продзевај се уште. Тоа е наредба. Тоа ме засрамува, не можам веќе, проустил малиот принц сосема поцрвенет. Воздивнал кралот. Тогаш, јас ти наредувам ту да се продзеваш, ту да... Тој промрморал малку и оставал впечаток дека е налутен. Кралот многу држал до тоа да му се почитува авторитетот. Не ја толерирал непослушноста. Тоа бил апсолутен монарх. Но со оглед на тоа дека бил многу добар, давал мощни разумни наредби. Ако дам наредба, повторувал често, ако му наредам на некој генерал да се претвори во морска птица, и ако тој генерал не ме послуша, тоа нема да биде грешка на генералот. Ќе биде моја грешка. Може ли да седнам? Срамежливо прашал малиот принц. Ти наредувам да седнеш, му одговорил кралот, кој величествено ги прибрал едниот крај од својата хермелинска наметка. Малиот принц се зачудел. Планетата била толку мала. Кому можел кралот да му биде владетел? Ваше величество, му рекол малиот принц, се извинувам што ќе ве прашам. Ти наредувам да ме прашаш, побрзал да рече кралот. Ваше величество, на кого сте му вие владетел? На сите, одговорил кралот со голема едноставност. На сите? Кралот со фин гест ги означил својата планета, другите планети и звездите. На сето тоа, рекол малиот принц. На сето тоа, одговорил кралот. Зошто не само што бил апсолутен монарх, туку бил и универзален монарх. И звездите ли ве слушаат? Се разбира, му рекол кралот. Веднаш ми се покоруваат. Не толерирам недисциплина. Таквата моќ го восхитила малиот принц. Да ја имал тој таа моќ, ќе можел да присуствува не на 44, туку на 72, па дури и на 100 или дури на 200 за Едисонца во еден ден, без да го помрдне своето столче. И бидејќи се чувствувал малку тажен поради споменот за својата мала напуштена планета, се осмелил да го замоли кралот за една милост. Би сакал да видам едно за Едисонце. Направете ми задоволство. Наредете му на сонцето да зајде. Ако му дадам наредба на еден генерал да лета од цвет на цвет како пеперуга, или да напише трагедија, или да се претвори во морска птица, и ако генералот не ја изврши дадената наредба, тогаш кој ќе биде виновен, тој или јас? Вие, му одговорил цврсто малиот принц. Точно. Од секого треба да се бара она што може да го даде, рекол кралот. Авторитетот пред се темели врз разумот. Ако му наредиш на својот народ да се фрли во морето, тој ќе дигне револуција. Јас имам право да барам послушност, зашто моите наредби се разумни. А моето за Едисонца? Го потсетил малиот принц, кој никогаш не забораваше прашањето што ќе го поставеше еднаш. Ќе го добиеш твоето за Едисонца. Јас ќе го побарам, но ќе треба да почекам
во мојата наука за владење, условите да бидат поволни. Кога ќе биде тоа? Се распрашал малиот принц. Му одговорил кралот, кој прво ги прегледал податоците во еден громорен календар. Тоа ќе биде тоа ќе биде вечерва, околу 7 часот и 40 минути. А ти ќе видиш дека мене ме слушаат. Малиот принц се продзевнал. Жалел поради своето пропуштено зајдисонце. Потоа малку му станало здодевно. Јас веќе нема што да правам тука, му рекол на кралот. Ке заминам. Не оди си, му одговорил кралот, кој бил толку горд што има еден поданик. Не заминувај, ќе те направам министер. Министер за што? Па, за правда. Но нема кому да му судам. Не се знае, му рекол кралот. Уште не сум го обиколил моево кралство. Јас сум многу стар. Овде немам место за кочија, а одењето пеш ме изморува. Јас веќе видов, рекол малиот принц, кој се наведнал за да погледне уште еднаш на другата страна од планетата. Ни онаму долу веќе нема никој. Тогаш ќе си судиш самиот себе си, му одговорил кралот. Тоа е најтешко. Зашто многу потешко е да си судиш сам на себе отколку на друг. Ако успееш добро да си пресудиш себе си, тоа значи дека си вистински мудрец. Јас, рекол малиот принц, можам да си судам себе си каде и да било. Нема потреба да живеам овде. Рекол кралот. Уверен сум дека на мојава планета има некаде еден стар стаорец. Го слушам ноќе, ќе можеш да го судиш тој стар стаорец. Од време на време ќе го осудуваш на смрт. Така неговиот живот ќе зависи од твојата правда. Но ти секогаш ќе го помилуваш за да го штедиме. Само еден е. Јас не сакам да го осудувам на смрт, одговорил малиот принц. И затоа мислам да си заминам. Не, рекол кралот. Но малиот принц, откако завршил со подготовките, веќе не сакал да го растажува стариот монарх. Ако вашето величество сака безпрекорно да му биде послушан зборот, може да ми даде некоја промислена наредба. Би можело, например, да ми нареди да си заминам пред да помине 1 минута. Ми се чини дека условите се поволни. Малиот принц прво се двоумел, но бидејќи кралот не одговорил ништо, си заминал воздивнувајќи. Те поставувам за мој амбасадор, побрзал тој час да извика кралот. Тој имал достоинствен изглед. Возрастните се многу чудни, си рекол малиот принц, сам со умот додека патувал. Втората планета била населена од еден вообразеник. Ах, имам посета од еден обожавател, извикал оддалеку вообразеникот, штом го забележал малиот принц. Зошто за вообразениците другите луѓе се обожаватели. Добар ден, рекол малиот принц. Имате смешна шапка. Таа ми е за да се поздравувам, му одговорил вообразеникот. За да поздравувам кога ми ракоплескаат. За жал, овде никогаш никој не минува. Ах да, рекол малиот принц, кој ништо не разбрал. Плескај со рацете, го посоветувал вообразеникот. И малиот принц си ги плеснал рацете една со друга. Вообразеникот скромно поздравил, симнувајќи ја шапката. Ова е позабавно отколку посетата кај кралот, си рекол со умот малиот принц. И пак почнал да си ги плеска рацете една од друга.
а вообразеникот пак почнал да поздравува симнувајќи ја шапката. По 5 минути вежбање, малиот принц се изморил од едноличноста на играта. А што треба да се направи за да падне шапката? Прашал тој. Но вообразеникот не го слушнал. Вообразениците ги слушаат само по фалбите. Дали ти навистина ме обожаваш многу? Го прашал тој малиот принц. А што значи да обожаваш? Да обожаваш значи да признаеш дека јас сум најубавиот, најдобро облечениот, најбогатиот и најумниот човек на планетава. Но ти си сам на твојава планета. Направи ми го тоа задоволство, сепак обожавај ме. Те обожавам, рекол малиот принц, подкревајќи ги малку рамената. Но зошто тоа би те интересирало? И малиот принц избегал. Возрастните несомнено се многу смешни, си рекол сумот додека патувал. Следната планета била населена од еден пијаница. Таа посета била многу кратка, но го нурнала малиот принц во голема тага. Што правиш тука? Му рекол тој на пијаницата, што го нашол мирно сместен пред еден куп празни шишиња и еден куп полни шишиња. Пијам, одговорил пијаницата со мамурлив изглед. Зошто пиеш? Го прашал малиот принц. За да заборавам, одговорил пијаницата. А што да заборавиш? Го прашал вознемирено малиот принц, кој веќе го жалел. За да го заборавам срамот, признал пијаницата веднејќи ја главата. Срамот од што? Се интересирал малиот принц, кој сакал да му помогне. Срамот од пиењето, завршил пијаницата, кој најпосле потонал во молк. А малиот принц заминал вџасен. Возрастните навистина се многу, многу чудни, си рекол во умот додека патувал. Четвртата планета била онаа на бизнисменот. Тој човек бил толку зафатен, што дури не ја поткренал ни главата при пристигнувањето на малиот принц. Добар ден, му рекол малиот принц. Ви угаснала цигарата? 3, 2 се 5, 5 и 7, 12, 12 и 3, 15, добар ден, 15 и 7, 22, 22 и 6, 28, немам време за да ја запалам пак, 26 и 5, 31, значи тоа е 501 милион 622.731. 500 милиони што? Ти си уште тука? 500 милиони, веќе не знам, имам толку многу работа, јас сум сериозен и не се занимавам со глупости. 2 и 5, 7, 501 милиони што? Повторил малиот принц, кој никогаш во животот не се откажувал од прашањето што еднаш ке го поставил. Бизнисменот ја поткренал главата. Од пред 54 години, откако живеам на оваа планета, само 3 пати бев вознемируван. Првиот пат, пред 22 години, од еден мајски бумбар што падна тука кој знае од каде, испушташе толку страшна бучава, што направив 4 грешки во собирањето на бројките. Вториот пат беше пред 11 години, кога страдав од ревматизам. Ми недостига гимнастика. Тогаш бев лишен од гимнастика. Немам време за талкање, јас сум сериозен човек. Третиот пат, еве го сега, значи велев 501 милион од што? Бизнисменот сватил дека нема никаква надеж за спокојство, а милион од оние мали нешта што понекогаш се гледаат на небото. Муви? Не, туку малите нешта што светкаат. Пчели?
Не. Малите позлатени нешта што им предизвикуваат мечти на мрзоловците. Но јас сум сериозен човек, немам време за мечтаење. Ах, звездите. Токму така, звездите. И што правиш со 500 милиони звезди? 501 милион 622.731. Јас сум сериозен човек, јас сум прецизен. А што правиш со тие звезди? Што правам? Да. Ништо ги имам. Ги имаш звездите? Да. Но јас веќе видов еден крал кој кралевите немаат ништо, тие само владеат над нешто. Тоа е многу различно. А зашто ти служи имањето на звезди? Ми служи за да бидам богат. А зашто ти служи тоа што си богат? За да купам други звезди ако некој најде од нив. Овој човек, си рекол сумот малиот принц, размислува малку како мојот пијаница. Меѓутоа му поставил уште прашање. Како може да се поседуваат звездите? А чии се тие? Потпрашал незадоволно бизнисменот. Не знам, ничии. Тогаш се мои, зашто прв помислив на нив. Доволно ти е тоа? Сигурно. Ако најдеш дијамант, што не му припаѓа никому, тој е твој. Кога ќе најдеш остров, што не му припаѓа никому, тоа е твој. Ако ти прв дојдеш до некоја идеја, ти ја патентираш, таа е твоја. А јас ги поседувам звездите, зашто никогаш никој пред мене не помислил да ги има. Тоа е вистина, рекол малиот принц. А што правиш со нив? Ги управувам, ги бројам и ги пребројувам, рекол бизнисменот. Тоа е тешко, но јас сум сериозен човек. Малиот принц уште не бил задоволен. Ако имам свилено шалче, можам да си го ставам околу врат и да го носам. Ако имам цвеќе, можам да го скинам и да го однесам. Но ти не можеш да ги собереш звездите. Не, но можам да ги ставам в банка. А што значи пак тоа? Тоа значи дека го запишувам на едно мало книже бројот на моите звезди. Потоа ќе го заклучам книжето во фиока. И тоа е се? Тоа е доволно. Тоа е забавно, си помислил малиот принц. Многу е поетично, но не е многу сериозно. Малиот принц за сериозните работи имаше поинакви сваќања од сваќањата на возрастните. Јас имам едно цвеќе што го полевам секој ден, рекол тој. Имам 3 вулкани што ги чистам секоја седмица. Го чистам и оној што е изгаснат. Никогаш не се знае. Тоа е корисно за моите вулкани, а корисно е и за моето цвеќе. Но ти не си им корисен над звездите. Бизнисменот ја отворил устата, но не нашол ништо за одговор. Па малиот принц си заминал. Возрастните се навистина чудни, си рекол сумот додека патувал. На петата планета, заедно со малиот принц, ќе одиме наредниот пат.